Дарувањето органи во Северна Македонија е се уште на многу ниско ниво, но оваа тема многу малку се зборува дури и во општеството. Ретки се кампањите за подигнување на свеста на граѓаните за оваа проблематика, како онаа која неодамна се одржа во Охрид. Според македонскиот закон, секој граѓанин е потенцијален донор, доколку поинаку не се изјасни во текот на животот, а семејството е она кое го има последниот збор. Исто така, проблемот за недостиг на органи е во тоа што свесноста кај граѓаните е на многу ниско ниво. Иако после силните кампањи од Сдруженијето Храбро срце, но и покрај сите заложби што се прават од страна на надлежните, мрнато е од мртва точка. За трансплантација улога играат повеќе фактори, но мал е бројот и на органи не само кај нас, туку и насекаде во светот, вели Маја Мојсова Миовска, поранеше национален координатор за трансплантација. Ова не е пазар, едноставно, затоа што прво, за да воопшто некој дарува орган, прво треба за жал да доживее смртен исход, односно мозочна смрт, а после тоа и семејството да дарува. Многу е лошо да се каже малвотарија. Крвната група, ако е ХЛ типизацијата, ако е, тогаш има пациенти кои што наеднаш ќе дојдат на прво место затоа што све им е компатибилно, имаат со години што чекаат. Неопходна и поголема поддршка од државата и вложување многу повеќе во трансплантација. За подигање на состојбата на свеста кај населението, потребно е државата да вложи малку повеќе внимание на таа проблематика и да ги поддржува здруженијата како Храбро срце и другите кои што поттикнуваат свест за органодарување, но и државата сама да води национална кампања за оваа проблематика. Дополнителен проблем е што земјава не е дел ниту од меѓународната организација Евротрансплант, која е одговорна за поттикнување и координирање на трансплантацијата на органи во земјите од Европската Унија. Нема да бидеме дел од Евротрансплант, уште долго. Не е само поред прво е бројката на дарители, значи органодарителството, второ е акредитираните лаборатории. Јас сметам дека не ни може би иднината тамо, туку мора да размислуваме локално тука, дека може би Балканот е таа некоја зона во која што ние би требале да соработуваме. И сметам дека тоа ќе отвори големи можности за сите граѓани на Балканов. Во моментот стотина македонски граѓани чекаат за трансплантација на некој орган, меѓу нив се и оние со механичка циркулаторна потпора на срце. Животот со механичко срце е доста тежок, можам да кажам, бидејќи постојано се соочуваме со предизвици од типот дали имаме струја, дали немаме. Практично сите пациенти живеат како мобилен телефон. Дење се приклучени на батерии, ноќе се приклучени на штекер, на струја. Најмладиот пациент со пумпа е, ако не се лажам, сега треба да има 29 години. Најмладата пациентка практично со една пумпа. Потоа имаме пациент од 31 годишна возраст со 2 пумпи на срцето. На листата за чекање за трансплантација во земјава се наоѓаат 20 други за срце, 15 за црн дроб, 50 за бубрек, меѓу нив и многу млади пациенти, како на пример на 16 и 17 годишна возраст. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.